Без образложение и дебат, едноставно како резултат на политичка одлука, 5 закони за коридорите со европско знаменце стигнаа во собрание. И покрај алармот во јавноста дека ваквиот начин на туркање на законите е злоупотреба, па дури и самата Европска унија се произнесе дека законските измени немаат поврзаност со реформската агенда, власта сепак во среда ќе ги стави на пленарна седница. Вице-премиерот Маричек призна во законите не биле поврзани со реформите, ама биле политички оправдани. Прво, од политички аспект или од политичка гледна точка имаме основа да го направиме тоа, бидејќи на 16 мај ќе бидат впишани овие коридори, коридорот 8 во трансевропската мрежа на коридори. Знаеме дека со тоа со овие закони нема усогласување со некој европско аки, меѓутоа го ставаме за да успееме да ги изградиме на време. За ваквиот потек, Мицкоски ја повика Европската унија и амбасадорите на сите земји да се произнесат. Ке оставам од страна на Европската комисија, односно од канцеларијата на Европската комисија, тоа во текот на денешниот ден да биде искоментирано. Доколку тоа не се случи, тогаш од утре ќе отвориме јавна дебата и по тоа прашање. Препукувањата продолжија во пресцентарот на Законодавниот дом. ВМРО ДПМН бара да го има на увид договорот. Власта продолжува со иста реторика. Опозицијата била против изградба на коридорите. Да можеме да го разгледаме и врз основа на забелешките кои што ќе ги имаме, да продискутираме со управувачки одбор, Артан Груби, Ковачевски или Бочварски, било кој ќе дојде да ни одговори на прашањата. Наместо дебата и конструктивност, ВМРО ДПМН шири лажни вести за цената, за роковите за изградба на делниците. Тоа покажува дека ВМРО ДПМН сака по секоја цена да ја одложи реализацијата на проектот. За ДУИ реакцијата од Брисел не била критика, туку само барање за дополнително објаснување. Делегацијата на Европската унија барале од владата дополнителни објаснувања поврзани со предлозите кои се доставени тука. Договорот за Бехтел и ЕНКА беше тема и на состанокот на Сојузот на стопански комори. Од таму бараат и власта и опозицијата да седнат на иста маса со сите засегнати страни и да ги отворат картите. Инаку со законските измени се овозможува максимална прековремена работа до 60 часа. Инвеститорот се ослободува од ДДВ и акцизи. Државата пак ќе плаќа за експроприација по пазарни цени.